На 13.000 граѓани во Гевгелија кажаа стоп за отворање на нови рудници. Ги прашавме граѓаните како се чувствуваат тие ден по референдумот. Па добро. Како е во Гевгелија? Убаво. Чисто, гледате. Така. Значи останува чисто. Вие бевте да биде чисто или пак? Да. Бев за да Гевгелија да остане чиста и здрава животна средина. Сите го доживеевме радосно. Значи е успешен референдумот. Па референдумот е крив се градоначалникот и во министрот за урбанизмот. Пред 4 години е дадан. Тоа не требаше да биде. Требаше пари референдум па да го продават. Он пред 4-5 години е дадан. Што е дадено пред 4 години? Тамо е да ископа, подпишане се. Се подпиша. За отварање на нови рудници. Па нови рудник да е ски центар горе, Чичика. Се как ќе отвори, неќе отвори, ќе видиме. Ние сме против. Од каде ви се овие информации? Дали се релевантни? Па испаднаа на телевизија. На телевизија испаднаа, дечко. Да бевте од Гевгелија, ќе гласавте за или против отварање на нови рудници? Против, најверојатно. Зошто? Си ја знаете причината сите. Пред референдумот и после референдумот иста атмосферата? Исто е што ќе биде друго. Гласавте за или против? За. Мислам отварање на? Не, против. Така. Зошто против? Па за целиот народ, или што гледам целиот град и нормално дека е целиот град и ние што сме жители ќе бидеме. Го следевте примерот на повеќето граѓани или идевте со ваше мислење? Што мое мислење? Зачување на чистата од овој чист воздух, ова едно убаво и прекрасно сонце и здравиот живот. Бевте свесни за последиците од отварањето на нови рудници? Да. Бевме свесни, загадување имаше големо, водата, природата, воздухот се. Што е најголемата штета за граѓаните на Гевгелија ако се отворат За нови нас. рудници? И за нашите внуци и нашите паравнуци и чекме и они ќе удеват одвоа. Тоа е заради загадувањето или? Годувањето на се. За се. Вода за пијање ќе Ќе нема вода за пијање, ќе нема дрва, ќе нема ништо бе дете. Ќе нема никако ништо, земјоделието сад ќе пропадне. Од ваша гледна точка треба ли да се отварат нови рудници во овој предел на Македонија? Ти што мислиш? Ја мислам дека нема потреба од такви работи, пошто се гледа дека нешто не е во ред. Така ли? Со што конкретно не е во ред? Конкретно? На медиумите е излезено, има стручни луѓе што го кажа, тоа ние не сме толку компетентни да кажеме, ама се гледа дека нешто не е во ред со таа работа и дека е штетно. Па луѓето се надеваат дека тоа нема да успее. Резултатите се јавни. Победи народот. На ден по референдумот, градоначалникот на општината Гевгелија, Иван Франков, вели дека никој не може да оди против волјата на граѓаните. Дали тоа ќе биде така или не останува времето да покаже. Да погледнеме дел од неговата изјава дадена за Макфакс. Со тие првични информации што ги имаме, што ги добиле и представниците на Сдруженијето Спас за Гевгелија, се види дека се работи за исклучиво сиромашни руди, за кои што се користат поевтини постапки, но кои што очигледно се штетни за околината, односно се користат површински копови со уништување на огромни површини на шума, потоа постапка на лужење што е и такако опасна и штетна, потоа што ете излезе и како на крај референдумско изјаснување, ден потоа гледано дека Гевгеличани најдоа една заедничка точка каде што сите се сложни дека експлоатација, отварање на рудници од таков тип со уништување на огромни површини на шума не ни требаат тука. Интересно е затоа што постојат два вида на референдумот, едниот е облигаторен, а другиот е консултативен. Дали овој беше облигаторен или консултативен? За локалната самоуправа е облигаторен. Значи утре било кој да биде член на совет, било кој да биде градоначалник, доколку се побара мислење за издавање концесија за експлоатација на подрачјето на општина Гевгелија, ставот се знае кој ќе биде и на градоначалникот и на советот дека не може да даде позитивно мислење. Специфичните работи кои допреа до граѓаните беше дека ќе се отвараат нови работни места со отварање на нови рудници. Па најверојатно тоа ги утеши, па и тие 168 биле со таа мисла. Ваш коментар? Мислам дека тие 106 може би повеќе беа збунети затоа што на референдумот не знае дали гласат за против или против.
Иначе за работни места во градот каде што имате евидентирана невработеност од околу 5% на активно барателите на работа, и ајде да се прашаме за какви работни места во рудникот, за минер, за раковаc со киселини? За такви места мислам дека во Гевгелија нема доволно заинтересирани за да би се вработили на такви работни места. Разговаравме со еден од иницијаторите на иницијативата за спас на Гевгелија, Ангел Наков, кој вели дека всушност ова не е само нивни успех како иницијатори, туку успех на целата општина и сите граѓани на Гевгелија. Ова е прв пример во нашава Македонија да советници од една и од друга партија, конкретно СДСМ, ВМРО, социјалистичка, ЛДП, заедно одат од врата на врата да ги информираме граѓаните, сите граѓани да ги информираме за што сте работи. Задоволството не е мое само, задоволството на сите граѓани, видовте во каков број излегува гевгеличани. Со еден збор јас би рекол, вчера беше празник на демократијата. Празник на демократијата, се покажа дека граѓаните се единствени, никој друг не може да одлучува за низината иднина. Што беше позитивно во тоа ако се отвореше или ако се отвори нов рудник во Гевгелиско? Јас не познам таква причина, ни една. И не можам да коментирам за неа, бидејќи не постои. Тоа што го слушам, некои што сака да ни објаснат, обично тие што отварат рудници викаат ќе се отворат нови работни места. Ние викаме, пошто се канаџани, thank you very much. Овој референдум е втор во Македонија од ваков карактер. Всушност, граѓаните се задоволни од донесената одлука. Додека пак процесот на референдумот течел во мирна и демократска атмосфера. Сега останува се во рацете на властите. Дали тие ќе ја почитуваат или нема да ја почитуваат одлуката на граѓаните.